Господин Чепишев, ако ви требале 10 години да се соземете, тогаш на оваа држава е многу потешко од тоа што ние тврдиме дека е и од она што навистина го пишува во извештајот за Европската комисија. Ако вие после 10 години власт се уште не сте соземани, тешко нас. Тешко оваа Македонија. Колку ли ќе ви треба да почнете нешто навистина да работите? Затоа што 10 години сте ништо друго освен обичен билборд, плакат на пропаганда. Ништо повеќе. Сакате за здравството? Јас ќе ви кажам како ги наградувате здравствените работници. Ќе ја именувате за председател на општински комитет на ВМРО-ДПМН, ќе дајте да подпише решение со кое што одземате и последната можност на едно дете да се лекува и да преживее, и ќе дајете државна награда годишна за здравство. Такво е здравството. Вие бевте тие кои што ги простивте долговите на сите здравствени организации. На кој дереже е сега ви пишува во извештај. Вие бевте тие кои што го растуривте клиничкиот центар, затоа што направивте систем и концепт на терцијална здравствена заштита што не нема никаде во светот. Затоа ни е ваков сега клиничкиот центар кој што воопшто и не постои. Вадите сегмент од сегментите во европскиот извештај и сакате за него да дискутираме. Нема да ви го дозволиме тоа. Ќе дискутираме за европскиот извештај. И сосема на крај, нема да бидам многу долг. Знаете ли што е тоа, бидејќи многу ви интересира, што го разговараме ние од Социјалдемократскиот сојуз помеѓу себе? Тоа многу ви интересира. Имате материјали. Разговараме што и се случи на оваа држава. Какво е ова зло што и се случува? Какви се овие луѓе, не луѓе што не ги интересира државата? Какви се и колкави се овие предавници, кои што не мислат на иднината на оваа држава и не мислат на иднината на нашите деца и нашите внуци? Ја разбирам вашата нервоза, затоа што вие знаете дека не сте ВМРО. Вие сосема добро знаете дека не сте ВМРО. Проблемот е што се свесни дека вие повеќе не сте ниту ДПМН.